На денешен ден пред една година, вооружената пресметка во Кумановската дива населба, која траеше 2 дена, животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, а 40 беа повредени. Акцијата заврши откако македонските специјални сили целосно ја неутрализира и елиминираа терористичката група, од која дел им се предадоа на македонските власти. Загинаа 8 припадници на специјалните единици на македонската полиција, а беа повредени 40 на полицајци во уличните борби низ тесно и густо населениот урбан дел од оваа приградска кумановска населба. Во оружената престрелка беа убиени и 10 припадници на вооружената група. За настаните во дива населба во Скопскиот кривичен суд се води судско рочиште против 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела, терористичка организација и тероризам. Сите 29 мина обвинети за кумановските случувања пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. А полицијата приведе едно лице од Скопско Танушевци за нелегален транспорт на 30 мигранти, информираат од македонската полиција. Полициски службеници вчера во 11 часот во близина на тунелите на автопатот во правец Демир Капија Велес забележале товарно возило Мерцедес управувано од 23 годишник од село Танушевци Скопје, кој на дадениот знак од полицијата не го запрел возилото. По неколку километри тој запрел, пошто побегнал заедно со совозачот 20 годишен од Скопје. Полицијата го привела возачот, а совозачот успеал да избега. За 2 години во Гостивар ќе бидат изградени нови 70 социјални станови. Покрај во Гостивар, 43 станови за лица од социјалните категории се градат во Кочани, а 10 во Македонски Брод, изјави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Тој посочи дека инвестицијата во новата зграда во Гостивар изнесува 84 милиони денари како дел од програмата на владата за изградба на станови за социјално ранливи категории. Грчкиот председател Прокопис Павлопулос уште еднаш остро ја нападна Македонија, велејќи дека нашата земја цинично ја фалсификува историјата. За време на посетата на северниот грчки град Негуш, Павлопулос рече дека грчкото вето во однос на влезот на Македонија во НАТО и во Европската унија е ставен и за него не може да се преговара. Циничните фалсификатори на историјата, како што вели Павлопулос, кои за жал се наследници и следбеници на културата на тоталитарните режими, што се докаже и со неодамнешното брутално однесување кон бегалците, не можат да се преправаат дека се пријатели на Грција и уште повеќе неразбирливо е да се залажуваат дека со таквите ставови може да се приклучат во ЕУ и НАТО. Русија е подготвена да работи на изградба на вонблоковски систем за безбедност, порача рускиот председател Владимир Путин, обраќајќи им се на граѓаните на денот на победата над фашизмот и додаде дека цивилизацијата денеска е повторно соочена со суровост и насилство. Честитајќи им на 71-та годишнина од победата над фашизмот, Путин предупреди на порастот на тероризмот, кој, како што рече, станал глобална закана. Водечкиот претендент на американските демократи за номинација за председателските избори Хилари Клинтон изјави дека НАТО треба да се реформира, но не и да се укинува или да остане без Соединетите американски држави. Незината изјава е реакција на заложбите на водечкиот републикански претендент Доналд Трамп, според кој натамошното постоење на американскиот безбедносен чадор за сојузниците на САД, како и за НАТО, представува непотребно расфрлање со парите на американците.